американски државјани кај мене, странци. Прв од тие странци е граѓанинот, државјанинот на Соединените американски држави, значи американец, кој е кај мене на гости вечерва и се вика Даниел. Daniel, good evening. Welcome. How are you? I'm good. How are you? Fine, thank you. Everything comfortable? Everything is nice. Feeling good? Very nice indeed. Okay, thank you very much. Сега, почитувани гледачи, имам проблем со титлувањето, за да вие може да разберете, или јас сега да преведувам Даниел што ќе кажува. Меѓутоа, тој проблем го надминав од само една причина. Даниел има презиме, а неговото презиме е Велјановски. Даниел, како си? Супер. Ете така. Даниел, инаку, почитувани гледачи, е американец со американско државјанство. Моментно живее во Канада, во Торонто, на релација меѓу Канада и Америка, понекогаш ќе посетува Македонија и прави некои работи кои никој од нас или државата каква таква онаква никогаш не се сетила и затоа е мој драг гостин. Уште еднаш добро вечер, како си? Благодарам за поканата, поздрав до тебе, Миленко, и до вашите гледачи. Добро. Дали некогаш некаде беше на македонските медиуми поканет да гостуваш, си бил некаде? Се уште не, ова е мојата прва емисија. Зошто така? Па, веројатно никој не добил... Не ти е интересна работа, што работиш, не е интересна за медиумите? Веројатно за нив не е, за тебе веројатно е, така да уште еднаш благодарам за поканата. Добро, ти си роден Скопјанец? Да. А имаш американско државјанство? Да, веќе долго сум во Америка, значи порасна сум во Скопје као дете, замене сум одамна и... Во кој е мало? Во Карпош 3. Карпош 3, значи кај каналот? Да, во близина кај општината. Да, кај општината, добро. Да. Даниел, почитувани гледачи, е едно интересно типче, интересен момак, затоа е кај мене, кој ги прави 5-6 најпосетени веб страни во светот кои се однесуваат на Македонија. Не само тоа, него, значи, он е создател, он е идеоносецот на сето тоа да се создадат 5-6 многу сериозни страници. Страници кои ја разоткриваат целата македонска историја и разоткриваат доколку било кој странец сака нешто да научи пред да дојде во Македонија, кога ќе кликне на Google, да кажеме Macedonian History или Ancient Macedonia или Macedonian Greek Problems или било што во тој правец, се отвараат страниците на Даниел. Имаш некаква помош од држава, Македонија, диаспора, македонска, големи овдека богаташи кај нас што се направи грбот на народот? Апсолутно не. Овој проект почна многу одамна, уште кога интернетот беше во својата рана изработка и мислевме дека има потреба да се презентира Македонија на тоа поле. Во тој момент немаше никаква организација ни меѓу нашите луѓе надвор од Македонија, ниту пак меѓу нашите организации овдека во Македонија. Така да беше неопходно некој да почне нешто. И се собравме група од неколку млади македонци што студираат тогаш во Америка и одлучивме да создадеме некои веб страници со кои што ќе ја презентираме нашата земја надвор. Имам две прашања. Зошто се што е од вашите страници Macedonian на ова она е со .org, со .org, а не е со .com? Добро прашање. Кога сакавме да лансираме првата страница, требаше да биде macedonia.com, значи со com. Тоа е најдобриот real estate на интернет, како што се знае. Но проблемот беше што во нашите преговори, додека ние преговаравме меѓу себе како да ќе го земе тој домеин, грците влегоа пред нас и го зема. И сега ако стиснеш со .com се појава грчки? Точно. Кој е добар? Не, тоа е многу стар вебсайт што грците го направи уште во 96-та година. Го обновуваат? Не, воопшто не обновено. Само ја чуваат адресата? Ја чуваат адресата, има неколку информации што се таргетирани кон историјата, но не се добро представителни, нема добар дизајн, нема добра тематика. И влеговте вие сите во .org? Да, ние го земаме тогаш вториот по јачина, што е .org. И со тоа нормално ударавме на второ место, но добрата работа за Google и за сите тие Yahoo, интернет, search engines е тоа што они го анализираат сајтот по контекст, што има внатре. Значи, ако .com има подобро локација како real estate, .org, иако нема таква локација, има подобар контекст и го издаваат пред грчката страница. Добро, сега на Google кога ќе стичнеш Macedonian Ancient Macedonian, кој се појавува прв?
Ако се побара на Google Ancient Macedonia, се појавува нашата страница ancientmacedonia.com. Значи, ние успеавме да го земеме .com во тој момент. А Macedonian.org се појавува? Се појавува ако се бара Macedonија, значи под Yahoo или Google. Кој поред се појавува? Би требало да биде или прв или втор. Мислам дека сега Википедија доаѓа со нов вебсайт за Македонија и испаѓа втор. Но сепак е многу голем успех заради тоа што се појават 54 милиони страници поврзани со Македонија. А ancientmacedonian.org колку? Ancient Macedonia е првиот. А колку има страници? Па не знам, веројатно има илјадници, можеби милиони, не сум сигурен. А Macedonian.com.org кој ќе стисне, значи се појават 54 милиони страници. Мислам дека тако се. Милиони. Милиони, буквално да. И во тие 54 милиони страници твојата страница е прва. Да. Македонската, нашата страница. Да, нашата страница. Не грчка македонска. Не, грчката ми се чини дека ќе биде број 7 или 8, иако има тој добар домен. И тоа им е високо, да. Значи прва се појавува ова. Да, или ќе биде прва или втора, сега реков дека Википедија доаѓа со нова страница, што е многу јака. Кои странички ги имаш ти? Значи имаш, знам, веќе се запознав фабрика, меѓутоа еве соопшти ми ги. Па вака, зборевме за macedonia.org. Macedonia.org. Да. Потоа има? Потоа постои ancientmacedonia.com. Античка Македонија.com. Да, Античка Македонија. Потоа доаѓа биографиите за Филип и Александар, значи две биографии, посебни страници, едната е philipofmacedon.org и alexanderofmacedon.org. Добро. Натаму? Понатаму доаѓа faq.macedonia.org. Што би значило? Тоа е FAQ е кратенка за frequently asked questions. Значи информации за Македонија. Questions and answers, што би рекли. Значи, кратко и јасно за Македонија. Се работи за историја, за политика, за географија, за градовите. Значи најчесто прашувани прашања за Македонија е баш така. Е таа страница. Да. И таа е уште една која, значи како е FAQ? faq.macedonia.org. Добро. Сакам да додам тука дека таа страница беше избрана од Енциклопедијата Британика за најдобра страница што ја презентира Македонија. Така да имаме добиено Енциклопедија Британика Internet Award, што е голема чест. Како не, тоа е најголема. Да, апсолутно. Значи Енциклопедија Британика даде награда на оваа страничка за прашањата за Македонија на вашата страница како најдобра страна за Македонија. Токму така. Уште некоја страничка имаш кај ме изненадиш уште нешто или доста е толку? Па за сега доста е толку. Ама подготвуваш? Па сега ќе видиме. Секогаш се работи за нови идеи, за нови проекти. Би сакал да можем да се фокусирам на нив, но времето ќе иде. Само да направиме дистанцата. Кога почна? Кога прв пат се блогиравте? Па почнавме 95-96 година лансиравме macedonia.org. Значи за 12 години успеваш прво да направиш 5 странички македонски, второ успеваш едната да ти биде прва, втора од 54 милиона, таа со .com, ancientmacedonia.com, Macedonian.org да ти биде прва и успеваш да добиеш интернет award на Енциклопедија Британика. Тоа се сам